Здраво и добродојдовте во уште една епизода од нашиот подкаст. Денес ќе зборуваме за мирното решавање на работни спорови, начин преку кој конфликтите меѓу работниците и работодавачите можат да се решат побрзо, преку диалог и посредување, без долги судски постапки. Наша гостинка денес е Билјана Чкламовска, со која ќе разговараме за тоа што представува мирното решавање на работни спорови, кога се применува и зошто е важно во работните односи. Добродојдовте. Добро ве најдов, фала на поканата. Ви благодариме што прифативте. Дали може да почнеме? Да. За почеток, може ли накратко да ни се представите и да ни кажете нешто повеќе за вашето професионално искуство и работа во областа на мирното решавање на работни спорови? Значи, како што рековме, Билјана Чкламовска, по вокација дипломиран правник со мастер од управување со човечки ресурси. Мислам дека целиот мој работен век е во работното право, значи претходно 10 години работев во Агенција за вработување, каде што бев председател на синдикат и на агенцијата и на цела државна управа. Така да и синдикално сум се едуцирала во однос на работни односи, потоа се вработи во една странска голема компанија, холдинг, каде што работев исто така како менаџер за човечки ресурси, значи пак работно право. Лиценцата за помирувач и арбитер во работни спорови ја добив во 2015 година, значи тогаш имавме првата обука. Исто така добив и лиценца за обучувач на помирувачи. Тоа беше една обука 2 недели траеше во Торино. Сега имаме ние сите помирувачи арбитри формирано асоциација на помирувачи арбитри во Република Македонија, бидејќи се здруживме за подобро да функционираме и да ја промовираме оваа постапка. Јас сум председател на таа асоциација, па тоа е све што можам да кажам за мене у најкратки црти. Да. Што точно подразбира мирно решавање на работните спорови? Мирното решавање на работните спорови е вонсудска постапка, која што на мирен начин, по мирен пат, ги решава конфликтните ситуации, како што кажавте вие во најавата, помеѓу работник и работодавач. Работник во смисла на физичко лице, меѓутоа и работници во смисла на здружени работници преку синдикат. Овие мирно решавање на работни спорови е една постапка која што се одвива многу брзо, многу е итна и е многу пократка, не е многу значително пократка и поевтина нормално од судската постапка. Во кои ситуации најчесто се користи овој механизам? Најчесто се користи во работни спорови кои што се определени и со законот за мирно решавање на спорови, на работни спорови, во колективен и индивидуален спор. Што значи тоа? Колективен спор помеѓу работници и работодавач настанува најчесто кога во компанијата има или фирмата или било институција што и да е кај работодавач, значи постои синдикат. И настанува во врска со потпишување на колективен договор. Не само со потпишување на нов колективен договор, туку и со негова измена, дополнување, значи некакви прашања во врска со колективното договарање и преговарање, кога ќе настане некој спор кој што страните меѓусебно не можат сами да го решат, тогаш вика трета страна, помирувач, кој што учествува во процесот на доаѓање до најдобро решение кој што ќе биде погодно за двете страни. Тоа е во колективен работен спор. Иначе постои индивидуален работен спор во кај што страните се работодавачот и работникот како физичко лице. Нашиот закон за жал ограничува само на исплатена плата, значи за спор во врска со исплатена плата и спор во врска со отказ. Меѓутоа постојат и многу други ситуации кои што може да настанат. Сега ние се обидуваме да го прошириме закон, да го дополниме законот за мирно решавање на спорови, најверојатно ќе биде дополнет и со други ситуации, меѓутоа во моментов важечкиот закон, значи предвидува постапка само за исплата на плата или неисплата уствари на плата и за отказ. Тоа е за индивидуален работен спор. Сега, кај индивидуалниот работен спор, разликата е што не оди со помирување, значи не учествува помирувач, него арбитер во работни спорови. Значи, постапка за арбитража е.
Оваа постапка се разликува од постапката за помирување. Значи, помирувач може да биде и лице кое што не е правник, меѓутоа арбитар мора да биде правник. Јасно. Кои се главните предноси на мирното решавање на работни спорови во однос на судската постапка? Што би рекле вие? Главните предности се значи брзината, како што реков, брзо се решава. Има определени кратки рокови во кои што мора да се дојде до некаква солуција, до некакво решение. Ефикасна и ефективна. И нормално ефтина, уствари бесплатна, заради тоа што овој спор го покрива Министерството за надлежност за труд, значи Министерство за економија и труд сега новото. Значи за странките е тотално бесплатна постапката. Прво тоа. Многу битно, затоа што знаеме сите, веројатно и вие веќе што студирате право, знаете колку се скапи судските спорови. Не зборам само за таксите. Значи рочишта, поднесоци, тужби, сето тоа се пари огромни. Второ, судската постапка во принцип трае од негде во просек, уствари 3 години за решавање на работен спор. Ако е покомплициран, може да трае и 6 и 7 години. Значи, ако идеме на основен, па после тоа апелација, па ако не иде Боже се врати предметот на повторно решавање, па потоа пак да се реши, па до врховен ако се оди, мислам, нели судските спорови, работните спорови имаат право да идат и на врховен без оглед на вредноста на спорот, така да може да траат и 7, имам јас случај каде што судски спор траел 15 години. Навистина. Да. Значи, еве, за разлика од ова, постапката за мирно решавање на спорови мора да заврши ако е колективен спор во рок од 20 дена. А ако е индивидуален спор во рок од 30 дена. Тоа е многу голема разлика за 15 години. Огромна разлика, значи во однос на времетреењето. Сега може да замислите вие што значи за еден работник, поготово, еве да речеме ако се работи за отказ, останал без работа, останал без пари, значи тој можеби заради немање пари не може да поведе судски спор и ќе остане така. Можеби ради тоа што се плаши како ќе заврши исходот на спорот, па после треба да плаќа и судски трошоци. Потоа, ако се реши да поведе судска постапка, тогаш ќе треба да чека невработен или да бара друга работа, додека нели се реши спорот, а тој ако трае 7 години, замислете што значи тоа за него. Трошење нерви, трошење живци, трошење здравје, парите веќе ги спомнавме. А ова би се решило во најкус можен рок. Тоа е, значи, втората предност. И третата предност е што, например, ако се реши со арбитража, спорот, арбитарот носи конечно решение, незадоволната страна нема право на правен лек. Значи, тоа е конечно решение. Ако се реши со помирување, да речеме колективен работен спор, и во тој случај се доаѓа до успешно решен работен спор би бил со спогодба. Ако се дојде до спогодба, тогаш двете страни се спогодуваат, ова е решението, ова го прифаќаме, подпишуваат спогодба и завршува спорот. Додека, нели, како што рековме, судските постапки траат долго. Да. Да. Значи, ова е многу голема разлика. Многу голема разлика и многу поповолно решение, да, и нема ни оној стрес што се појавува кај луѓето кога се во судски спор, без оглед од која страна се, дали се работници или работодавачи, стресот постои посебен, заради тоа што јас секогаш викам, судската постапка е еден вид бојно поле, се вадат докази и што вредат и што не вредат и се појавуваат докази кои што се навредливи за едната или за другата страна, значи некогаш се појавуваат и докази, се вади да речам ајде прљави од вечна улица. Да. Пред јавност, што воопшто не е пријатно. Дали мислите дека овие информации ги знаат луѓето? Не ги знаат. Не, за жал, овој закон не беше доволно испромовиран. Јас предавам, ете тоа го заборавив да го спомнам во представувањето, предавам на Академија за човечки ресурси Clearview при СЕМОС. И значи во СЕМОС едукација имам поминато веќе 16 генерации. 16 генерации од по 2-3 групи годишно. Значи, над 500 луѓе се обучени како за менеджмент во човечки ресурси. Сите сум ги прашала, значи меѓу нив секогаш има и правници, ама има и други нели профили. Сум ги прашала сите студенти до сега, ниеден не знал дека постои ваков закон.
од тие, значи, што поминале 15-16 генерации, ниеден не ми кажал да јас знам за законот. Сум чул, бар сум чул. Смислам дека и на улица сега да излеземе. Сега да излеземе да направиме анкета, веројатно 90% од луѓето нема да знаат. А многу корисно нешто е. Па затоа ги правиме овие подкасти, за да го промовираме тоа, ова мирно решавање на спорови. Крај на крај што ова е модерен начин, европски начин, или да се реши спорот по мирен пат, тоа е цивилизацијски начин. Да, дефинитивно. Убаво кажавте. Каква е улогата на посредникот или медиаторот во овој процес? Медиатор, значи овој закон не оперира со тој поим. Значи медиатор постои како посредувач според законот за медиација. И во медиација исто така има помал трошок него во судски спор, меѓутоа товарот на медиацијата паѓа на грб на странките. Не е бесплатен како овде. Да, тоа е разликата и што со медиација може да се решат сите можни спорови, а со овој закон за мирно решавање само работните спорови. Значи овој е специјализиран лек специјалис за работни спорови. Сега, која е улогата? Зависно тоа дали е арбитар или помирувач, различна е улогата. Значи, како што рековме, помирувачот действува само во колективен работен спор. Значи, помирувањето е постапка само во колективен работен спор. Улогата на помирувачот е, прво, странките во постапката мора да определат помирувач кој што заеднички ќе определат. Значи да се двете страни согласни дека тој ќе биде помирувачот. Се избира од листата на помирувачи, регистар се води во Министерството за економија и труд, и од таа листа двете страни избират. Ако не може да се согласат кој ќе им биде помирувач, тогаш Министерството им определува помирувач. Сега, откако помирувачот ќе го добие предлогот за помирување, тогаш во рокот 5 дена, значи колку се кратки роковите, во рокот 5 дена уствари Министерството постапува да се одбере помирувач и да се прифати предлогот, а во рокот 3 дена помирувачот веќе мора да закаже рочиште, ајде да речем рочиште за помирување. Така да и двете страни мора да определат своји представници, бидејќи се работи овде за организација на работодавачи, например, и организација на работници синдикат. Обично тие подпишуваат колективен договор. Репрезентативната организација на работодавачи и репрезентативниот синдикат. Значи не може цел синдикат и цела организација, него се определуваат своји представници. Сега, овде помирувачот има право во постапката да се информира за сите можни, значи документација, сите можни ставки кои што би му помогнале спорот да се реши на мирен пат. Тој им помага на страните во смисол на пронаоѓање решение кој што ќе биде законски, значи им помага стручно, значи објаснувајќи што е законски, што не е законски, им помага да како трета неутрална страна, значи да конфликтот го решат мирно без многу жустри, да речам, дискусии. И на крајот доколку успее да не им наметнува решение, него само им помага да стигнат заеднички до решението, нема право да наметне решение, али има право да даде препорака, евентуално. И таа препорака не е обврзувачка за страните, значи може да ја прифатат, може да не ја прифатат. Сега, доколку се постигне спогодба, спогодбата ќе биде составен дел од колективниот договор, доколку се работи за колективно преговарање. Доколку не се работи за колективно преговарање, тогаш спогодбата е еден вид вонсудско порамнување. Ете така. А колку сега, извини за арбитерот, што е разликата? Арбитерот нели рековме, неговата одлука е конечна, значи он носи решение. Носи решение, значи одлучува, има право да одлучува. Он исто така има кратки рокови, само што за разлика од ова помирување кој што мора да заврши во рокот 20 дена, постапкава кај арбитерот може да заврши во рокот 30 дена. Исто така и тој во рокот 3 дена откако ќе го донесе предлогот, ќе го добие предлогот, мора да свика прва расправа. Сега за разлика од помирувачот, арбитерот има право, исто како и судија, да изведува докази, да ги сослуша странките да меѓусебно да или во заедничка постапка да изведуваат наводи, другата страна да одговара на наводите. Имаат право дури да подготват и завршни зборови. Значи, слично на судска постапка, меѓутоа трае кратко и на крај решението што ќе го донесе арбитерот е обврзувачко за двете страни и нема право на жалба.
ни приговор, ни ништо. Значи тоа е конечно е, да. Тоа е разликата помеѓу, али тоа се улогите на помирувачот и арбитрот и арбитерот, да. А колку кај нас е овој механизам познат и користен? Мислам, кажавме колку е познат, но колку е користен во пракса? Колку мислите е искористен во пракса? Да. Незначително. Значи, како што кажав, законов не е промовиран доволно, скоро ич. Во однос на судски спорови, бројката е минимална, незначителна, значи 15 спора се решени, а законот постои, значи, веќе 20 на години. Сега може да мислите колку е малку користен, за жал. За разлика, например, од во регионов, не мора да одиме во Европа, регионов, да речеме Република Српска, Србија, Црна Гора, кај нив премногу случаи се решаваат годишно, значи они имаат илјадници случаи кои што се решаваат по мирен пат, меѓутоа разликата е тоа што они имаат агенции за мирно решавање на спорови, како нели институција, како тело некое, каде што работникот така полесно се прови, ама и некако нашиот народ во менталитетот, не само во Македонија, него на Балканов, значи повеќе верува на институција, отколку на пример на листа на помирувачи. Мислам дека тука е проблемот. Да, тригерот зошто нашиот закон не заживеа. Чудам дека само не се запознаени доволно за да е створена таа доверба. Запознаени, баш кај сега он треба да листа на помирувачи, па кај ќе ја најде, па дали ќе се снајде на веб страницата на министерството. Значи па постапкава треба да иде онлайн таму преку министерството да се поднесува, тоа му е многу сложно, ќе се судам. Или ќе се откажам. А освари разликата е 15 години. Така, тоа е разликата, да. И заради тоа не заживеа овој закон. За жал не заживеа, ама се надевам дека и ние малку ќе се истивилизираме во тој процес. И за крај, кој совет би им го дале на студенти кои се заинтересирани за оваа област и можеби сакаат во иднина да работат на мирно решавање на работни спорови? Па вака са ние преку Асоциацијата за помирувачи и арбитри на Македонија се обидуваме нели да предложиме, односно веќе предложивме текст на нов закон, кој што Министерството за труд прифати дека треба да се донесе нов закон за мирно решавање на спорови, односно да се дополни измени постоечкиот. Веќе текстот е горе-доле готов, би требало нели да почне и процедурата за негово донесување, така да се надеваме дека оваа година би требало веќе да си го види дневната виделина. Во случај ако се донесе нов закон, тој ќе вајде ќе има поголема промоција, ќе има некои измени, како што реков, да не биде ограничен индивидуалниот спор само на исплата на плата и на отказ, зашто е тоа многу мал домен за решавање и доколку владата прифати да се формира агенција, тоа ќе биде тоа огромен напредок. И тогаш ќе можеме и ние да почнеме да действуваме како земјиве во регионов. Така да ќе ни требаат помирувачи и арбитри, затоа што верувајте, судски спорови оваа година имам податок дека некаде до ноември месец биле поднесени 6.500 биле поведени 6.500 постапки во работните спорови во суд, што значи тие сите сигурно не се откази само и исплата на плата, веројатно има и други спорови, меѓутоа колку би помогнал овој закон, доколку се применува, за да судиите бидат поефикасни и побрзи, затоа што рачунете има 10 судии, а толку да се супермени па не можат да ги решат во определен краток рок, затоа и толку траат судските постапки. Сега кога би се решавале споровите од работен однос на ваков начин, тоа би било многу брзо. Значи ќе ни требаат, ако се формира агенција, ќе ни требаат помирувачи и арбитри, така да ги поттикнувам младите правници да се запознаат со законов, да се пријават на оглас кога ќе извади министерството или агенцијата ако се формира нова агенција за обука на помирувачите. Обуката е кратка, брза, значи се добива лиценца за арбитар и помирувач и да се вклучат во процесот на помирување. Најверојатно се надевам дека и ние конечно ќе одиме по стапките
не одам во Европа, барем во регионов, да се приближиме и ние, нели? Кон кон овој процес на мирно решавање и малку од малку да престанеме да се судиме цело време, а мислам дека и многу работници што не поднеле судски спорови, што не повеле судски спорови, од страф, од немање пари, од немање доверба во судството, како што знаеме, така да најверојатно ќе се решат кога ќе знаат дека ова им е бесплатно, дека им е брзо и ефикасно. Ви благодариме многу што не внесовте во овој свет кој што, како што кажавме, за групата луѓе е непознат сигурно, и се надевам дека ќе стигнеме до таа бројка која што и во регионот, па не па во Европа. Нека стигнеме и до пола од бројката. Јас ќе бидам задоволна, мислам секако дека тоа чекорите ќе бидат, нели, постепени и треба да бидат постепени. Меѓутоа се надевам дека вие, нели, како млади правници, ќе дојдете до степен каде што бројката ќе биде голема, бидејќи сте, нели, вие иднината на ова општество, и бидејќи знам дека вашата генерација, миленијалци, се веќе во процесот на работа, меѓутоа вие сте джензи генерација, така? Да, дека джензи генерација сигурно кога ќе намисли нешто ќе го оствари. Дефинитивно се согласувам потполно со тоа. Значи баш сме онака ги проучувала генерациите и знам каква генерација сте. Дај Боже, ние сме малце подипломатични, ама тоа не е секогаш да, ние сме баш борци тоа, што ќе наумеме, тоа го правиме. Благодарам многу и се надеваме дека ќе ве видиме во уште една епизода. Се надевам и јас, можете да ме викнете секогаш. Благодарам на поканата, би сакала ако може ова да придонесе за промоција на законов, за да побуди интерес кај студентите, ќе бидам задоволна. Ви благодарам многу, а ние се гледаме во наредна епизода. Чао!